Почитувани гледачи на otv.mk, се наоѓаме во центарот на Прилеп и денес ќе ги прашаме граѓаните дали асфалтирањето на улиците е предизборна кампања или е редовна постапка и колку и што треба да се направи во текот на мандатот кој останува на општина Прилеп. Редовна постапка. Така и асфалтира. Ја нема видено да асфалтира негде, сето дупки, појди се лида горе навариш, да и сето дупки не се поминува. Јас мислам дека е редовно се асфалтира во ова време. То се изгледа предизборна. Но може да е и редовна постапка, не беа крпени улици, до сега не беа закрпени. Се знаете, не, исто, секој избори и слично. Ја мислам дека крајно време е да се поправа улиците, многу дупки низ улиците, ама не, мислам сите треба улици, сите што се оштетени, а има доста такви. Па и така мислам како и сите години пред избори се асфалтира. Предизборна. Редовна постапка, злато веќе време беше тоа да се направи, мислам, само средства се немаше, сега дојде средства, би требало сега да се направи. Тоа е, мислам, еве сето од лапки, дупки е мура. Абе ништо нема друго да направи, ти кажам право. Само предизборно и после готово тие, после се трга настана, се истите луѓе се пука, после и тоа е. Уште малце останува се што треба. Инфраструктурни предизвици треба да се направат. Секако патиштата да се поправат. Улиците мислам. Градоначалникот си е средиците работи и овие дупки да ги затвори. Не само асфалт до тура и овие дупки. Вчарчи среде, вчарчи гледај, че со тепа човек. Слег, гледајте, шо е, че ги видите. Многу работи не се. Например? Театар, културен живот, продолжување на културен живот, затворен базен. Многу добри работи. А друго во иднина има уште многу работи, исто се согласувам еден затворен базен да се изгради и така. А друго мислам дека и хигиената во градот е доста запоставена. Треба да се обрни повеќе внимание на тоа. Приоритетно мислам дека е да се среди уште малце, целиот град мислам, сето е запоставено, има предности, например, што би рекол, овие локали бе што се, овие што се кафичи бе да се среда сите, да се, мислам, на одредена простор да користа, сето тоа. Не знам тете. Што сака на капа. Фала ви, пријатно. Не сум од тука и не ме интересира. Добро.